Почитувани граѓани, почитувани медиуми, СДСМ четврти ден молчат за скандалозното доделување на лиценци на фирми на блиски луѓе до Зоран и Вице Заеви. Криминалот во СДСМ стана модус вивенди и модус операнди, односно криминалот стана начин на живење и начин на работа и однесување во оваа партија. Молкот значи дека се фатени живи во корумпираност и криминал. Сомнежите за штетното работење на владата на СДСМ го потврдуваат со молкот, односно 4 дена молчат и не објаснуваат ништо во врска со овие две лиценци кои што ги доделиле во време на вонредна состојба. Имено 4 дена молчат за скандалот каде што Венко Филипче, Зоран Заев и Оливер Спасовски имаат одговорност за доделување на две лиценци на фирми поврзани меѓу себе преку менаџментот и сопственикот и блиски воедно до семејството Заеви. Да подсетиме уште еднаш, во фирмата Еко Енерджи Космос управител е синот на градоначалникот на Ново село, близок до Заеви, кој шверцуваше цигари и беше фатен и спасен воедно од фамилијата Заеви, а еден од сопствениците на оваа фирма е Христијан Котев, инаку син на претседателот на СДСМ Ново село, Тони Котев. Во другата фирма, која што ја доби лиценцата исто така за одледување марихуана од страна на владата предводена од СДСМ и од Заеви, пред 5 дена Lighting Lux, собственик и управител е Славица Котева, инаку братучетка на претседателот на СДСМ Ново село и тетка на собственикот на другата фирма која што доби лиценца Христијан Котев. Почитувани, дали СДСМ, Зоран Заев, Венко Филипче, Оливер Спасовски имаат намера да излезат конечно во јавност, да се охрабрат и да им соопштат на граѓаните зошто доделуваат лиценци на блиски луѓе до СДСМ во време на вонредна состојба, кога граѓаните секојдневно се борат со здравствена и економска криза предизвикана од вирусот COVID-19. Почитувани, јавно прашуваме, дали јавното обвинителство и Комисијата за спречување корупција имаат намера да отворат случај за овие две доделени лиценци од страна на владата во време на вонредна состојба. За крај, СДСМ води штетна политика и за граѓаните и за државата. Корумпираноста на функционери од типот на Зоран Заев, Венко Филипче и Оливер Спасовски не може да се сокрие никако. Одговорност за целиот криминал, корупција и штетна политика мора да има и верувајте дека ќе има веднаш откако ВМРО ДПМН ќе дое на власт. Сега би сакал да го прочитам прашањето кое што стигна за оваа пресконференција до пресцентарот на ВМРО ДПМН од страна на новинарката Фатлуме Дервиши. Прашањето гласи вака: вчера имаше зголемен процент на заразени со COVID-19 во споредба со бројките на изминатите денови. Дали доколку се продолжува вака со овие бројки или расте процентот, постои можност за согласување за датум на избори. Видете, зголемениот број на ново заразени и починати влева сериозна загриженост и упатува на нашата загриженост за здравјето на граѓаните. И воедно мораме да истакнеме дека во тој случај брзи избори никако не се можни, односно упатува на негрижата и несериозноста на Заев и СДСМ, каде што единствено им е важно да одат на избори за да го ублажат поразот на Зоран Заев. Но сепак би ви упатил да почекаме по завршувањето на лидерската средба, каде што и нашиот претседател Христијан Мицковски денеска е на истата и ќе има изјави каде што ќе го образложи тој својот став, односно ставот на ВМРО ДПМН.